Почитувани гледачи, започнуваме уште едно издание на интервју на телевизија Мега. Како што веќе знаете, пракса е во овие интервјуа да обработуваме теми од секојдневното општествено живење и секако она што е најактуелно. Денеска мој гостин во студиото на телевизија Мега е господинот Ромео Тренов, директор на АД Водостопанство. Господине Тренов, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добро ве најдов, ве поздравувам вас и гледачите кои ова вечер ќе наследат. Јас ќе го започнам денешниот разговор со најактуелното прашање. Жителите на Пелагонија пред 2 години беа соочени со големи проблеми од поплавите, иако условно речено, оној период на ризик со топењето на снегот и дождовите кои ја зафатија територијата на Република Македонија веќе помина, меѓутоа сепак сметам дека ќе биде доволно интересно за нашите гледачи да слушнат постои ли ризик од поплави. Следејќи ја состојбата на главниот реципиент на овој дел од државата, реката Црна, можам да кажам дека во наредниот период не би требало да се очекува дека ќе има поплави, имајќи во предвид дека нивото на реката во деновите кога имаше интензивно топење на снегот и имаше интензивни врнежи на дожд, ние ја следевме и водостојот во тие критични денови беше 1,6 метри, а највисоката, максималната кота на река Црна е 4,95 метри. Во минатите години просекот е некаде околу 2,5 метри и можеме да кажеме дека во овој момент водостојот на река Црна, како главен реципиент, е на најниско можно ниво и тоа е благодарение на санација на оние 14 заштитни на овие 14 заштитни насипи кои што ги саниравме во претходниот период, така што сметаме дека иако се уште не можеме со сигурност да потврдиме, бидејќи доаѓа уште еден бран на топење на снеговите, ако температурите бидат онака како што треба да бидат во овој дел од годината, мислам дека нема да имаме проблем. Она што е битно да се каже, вие сами спомнавте дека овој дел од нашата земја имаше поплави 2015 година. Меѓутоа, тоа беше една помалце невообичаена состојба. На 26 јануари 2015 година ноќта во 1 часот температурата беше 16 степени. Имаше интензивни врнежи на дожд. Тие високи температури предизвикаа топење интензивно на снеговите и практично се случи поплава на најголем дел од реките во државата. Ние имаме 4, би рекол, критични реки. Тоа се Црна, која што е во овој дел на државата, Струмица, Вардар и Брегалница. Така што веќе работиме на санација и на Црна во изминатите 2 година и пол, и на река Струмица, така што во овој период веќе се нормализира состојбата на реките и очекувам дека како главни реципиенти можат да одговорат на задачата која што имаат, а и ние како водостопанско претпријатие. Споменавте и вие, и ние на неколку пати како медиум бевме во можност да проследиме тие активности кои беа превземени за санација, тие 14 насипи кои беа формирани, беа превземени дополнителни мерки на предпазливост. Кои се активности беа превземени во изминатиот период? Во поплавите кои го зафатија Пелагонискиот регион во тој јануари-февруари 2015 година беа оштетени 14 насипи. Штетите беа огромни, за илустрација. Имаше некаде штети во некои насипи дури до 50 метри должина и 3,5 метри висина. И тоа се огромни штети. Веднаш после повлекување на водата, тогашните водостопански претпријатија кои што действуваат на ова подречје, тоа се водостопанство Битолско поле, водостопанско претпријатие Прилепско поле, заедно со градоначалниците на општина Битола, Новаци, Могила и Прилеп,
и во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за животна средина и просторно планирање, беше направен еден акцијски план за санација на овие 14 насипи. Овој проект, овој акцијски план чинеше некаде околу 39 милиони денари и 300.000 литри нафта беа предвидени. Спроведувањето на акцијскиот план започна во септември 2015 година, траеше до крајот на годината и продолжи во 2016 година. Практично со овој акцијски план беше предвидено чистење на реката Црна и на реката Шемница, чистење од вегетација. Должината некаде беше на територија на општина Битола и на општина Новаци 10 км и 10 км на територија на општина Могила и 10 км на територија на општина Прилеп. Така што после спроведувањето на тој акцијски план, ситуацијата на терен беше, би рекол, средена, ставена под контрола и веќе резултатите се гледаат. Значи, тоа може да се каже дека тој акцијски план беше и како превентива за наредните случувања, меѓутоа беше и практично мораше да се случи, бидејќи состојбата беше надвор од контрола. Можам да кажам дека од 1985 година река Црна воопшто не била чистена, нити пак е преземена некаква активност за нејзино одржување, не било вршено нити мулчирање нити чистење било какво на вегетацијата, така што бевме навистина соочени со еден сериозен предизвик и мислам дека добро одговоривме и ние и Министерството за земјоделие и општините кои се вклучија тука и Министерството за животна средина, така што направивме, сметаме, една добра работа за обезбедување на граѓаните од поплави. Споменавте дека ово одржување на каналската мрежа е една од редовните активности на предпријатието АД Водостопанство. Тука на река Црна се изврши тоа чистење и санирање на штетите кои беа предизвикани, меѓутоа како една од редовните активности, како се движат работите на ова поле? Видете, каналската мрежа е во добра кондиција. И тоа јас неколку пати го напоменувам. Минатата година изчистивме некаде околу 121-122 км на територија на Прилепско поле, Битолско поле и Скопско поле. Би можел да кажам дека можеби главниот проблем во иднина е во реципиентите. Ние мораме да работиме на реципиентите, на големите реки, бидејќи каналите, колку и да се чисти, таа вода треба да биде прифатена во големите реки. И јас би можел и со бројки да кажам колку сме изчистиле. Меѓутоа, она што сепак сакам да го потенцираме дека каналската мрежа е во добра состојба, тука граѓаните не треба да се грижат, меѓутоа ние интензивно мора да работиме најпрви на санација од штетите од поплави на големите реципиенти, а потоа и целосно уредување на речните корите. Сепак тоа е и она што е најбитно за граѓаните да слушнат каква е состојбата, колку е сето тоа безбедно и стабилно, па можеби бројките се... Добро, еве јас со бројки конкретно. Например, на територија на општина Битола, Новаци и Могила во 2016 година е изчистена одводна каналска мрежа во должина од 32 км. Чистени се 10-тиот одводен канал, 13-тиот одводен канал, Логовратски одводен канал и речна мрежа од 3,2 км. Критичните делови од реките Шемница, Бистричка и Велушка, а за 2017 година планирано е да се изчисти и на подрачјето на овие општини, Битола, Новаци и Могила, одводна речна и каналска мрежа во должина од 30 км. Тука спаѓаат река Шемница 6 км, река Велушка 1 км, река Негочанска 1,7 км, каналот Новаци 11,8 км,
Петиот одводен канал 6 км и Логовратскиот одводен канал 4 км. Тука се разбира ќе има и чистење по барање на местното население, во зависност од тоа каде ќе има потреба да се направи некаква санација на одредени канали и да се подобри каналската мрежа за одводнување. Но јас сепак потенцирам дека ние тука добро стоиме. Како што кажав, тоа се потврди во последните неколку дена кога се топеше снегот и кога имаше интензивно врнежи од дожд, и мислам дека сме во добра кондиција и се надевам дека сме на добар пат. Она што исто така мора да се спомене на овој поглед е дека во текот на активностите за санација и секако во овие превентивни мерки кои се преземаат за чистење на речните корита и каналите, имавте и поддршка и помош од Европската унија. Да, јас би сакал да ја потенцирам таа соработка, особено со канцеларијата на UNDP во Република Македонија. Наидовме на одлично разбирање и голема соработка. Европската унија има една програма за санација на објектите од штети од поплави. Таа е некаде околу 7 милиони евра, нешто под 7 милиони евра, 6 милиони и 800 илјади евра е. И ние влеговме, значи, во соработка со UNDP. Тука се работеше на монтирање на реките Црна и Шемница, на река Струмица и санација на базените на неколку брани, значи Слатина, Липа, Мавровица и Дренска река. Така што таа соработка морам да ја потенцирам и навистина да се заблагодарам и на Европската унија и на канцеларијата на UNDP. Тоа се одлични проекти кои што помогна во санација на штетите од поплавите. Секако додека ние се екипираме како што треба, бидејќи ние се уште сме младо предпријатие, година и 2-3 месеци функционираме, ваквата соработка навистина ни беше многу од корист и се гледа на терен. Значи 2016 практично и да немавме поплави, немавме излевање ниту на еден дел од каналската мрежа, ниту на еден дел од речните корита. Таму кај што беше најкритично саниравме. А последното излевање на реките се случило пред формирањето на водостопанство. Тоа е некаде таму крајот на октомври 2015 година и мислам дека ефектот од ова наше предпријатие зголемување на нивото на соработка си дава своји резултати. Споменавме дека ова е релативно младо предпријатие и започнавме директно со она ударна тема за ризикот од поплави и надлежноста за чистење на речните корита. Меѓутоа, кажете ми, кои се другите надлежности на АДА Водостопанство? Видете, акционерското друштво се формираше во ноември 2015 година. Во склопот на нашето акционерско друштво влегоа поранешните водостопански предпријатија, кои што делува на териториите на Скопскиот регион, Кумановско-Липковски регион, Брегалничкиот регион, Радовишкиот регион, Струмичкиот регион, оној регион на Јужен Вардар, значи Гевгелија, Валандово, Тиквешкиот регион и регионите околу Битола, Прилеп и Берово. Дополнително со нашето формирање во нашиот статут со овој акт беа формирани уште две подружници, тоа е Црн Дрим и Полок. Црн Дрим е со седиште во Охрид, Полок е со седиште во Гостивар и ние имаме уште една дополнителна активност. Имаме припремено веќе измена на статутот, чекаме да се формира влада, нели, бидејќи знаеме дека владата не може сега да предлага измени на статутот, за да може да формираме уште една подружница на територија на тој така наречен Долни Полок, односно околу Тетово. Целта на формирањето на нашето друштво, всушност беше, целта на владата, беше да се обезбеди економично стопаницување, функционирање, користење и одржување на хидросистемите во државата, на каналите за наводнување и одводнување. Исто така да се подобри квалитетот на услугите кои ги даваме
корисниците на вода, да се зголеми нивото, на целиот овој подсектор, водостопански подсектор, што ќе обезбеди всушност задоволување на потребите на нашите граѓани, на земјоделците, на стопанството, на комуналните предпријатија. Всушност, нашата работа се состои во тоа да обезбедиме квалитетни услуги во делот на снабдување со вода за наводнување, снабдување со вода за комуналните предпријатија, вода за пиење, понатаму обезбедување на вода за технолошки и индустријски потреби, вклучително и на производство на струја и одводнување на земјиштето и прифаќање на испуштените води. Тоа се вака делокругот на нашите работење. Секако тука влегуваат и одржување на речните корита. Споменавте дека една од надлежностите е наводнувањето. Република Македонија важи како аграрна земја и наводнувањето е многу значајно за земјоделците. Се соочувате ли на некој дел од територијата која ја покривате со проблеми со наводнувањето? Видете, ова е теренска работа и би било чудно да не се соочуваме. Бидејќи ние имаме каналска мрежа која што е и застарена, меѓутоа имаме и отворени каналски мрежи кои што се практично земјени и мора да имаме секојдневно, односно не секојдневно, но пред почетокот на сезоната на наводнување мора да бидеме експедитивни, а знаеме дека тогаш и водостоите се повисоки и има проблеми. Особено има проблеми таму кај што се формира новите подружници. Тука се Црндрим, значи тој дел околу Охрид, Струга, и Поло, бидејќи тие се нови подружници и ние доправа сега минатата година имавме за прв пат после долго време активности некоја државна фирма, така што проблеми има, но целта на формирањето на друштвото беше и да се менаџира одредена состојба, да се, например, ако имаме некаде проблем, можеме да донесеме механизација од едно место на друго, значи да го изменаџираме тој процес и мислам дека минатата година добро се справивме. Успеавме навреме да ја почнеме сезоната за наводнување на 14 април, како што беше ветено некаде во јануари месец. И тие проблеми беа навреме отстранети. Јас сум многу среќен што минатата 2016 година немаше ниту еден штрајк или некаков протест на земјоделците насочен против работата на водостопанството, имајќи во предвид дека во претходните години не било баш така. Знаеме, особено 2014 и 2015 дека имаше одредени протести. Ние знаевме дека сега имаме малци позголемени капацитети, иако се уште ресурсите беа ограничени. Успеавме да ги надминеме тие проблеми и особено во тој дел таму на Свети Николе, Лозово, успеавме навреме да ги санираме и каналите и мислам дека добро се справивме со проблемите. Проблеми има и ќе има. Значи, имаме застарени системи, имаме отворена каналска мрежа, имаме земјана каналска мрежа, така што би било чудно да нема, но доколку се работи, сепак тоа не е кој знае што. Во секоја држава има водостопанство, ако се трудиме доволно, ако се посветиме доволно и ако пред сезоната за наводнување и за време на сезоната за наводнување се посветиме силно на работата, мислам дека нема проблем кој што е нерешлив. Можеби некогаш со време може да се задоцни, но ако се посветиме на работата за која што сме платени од граѓаните, мислам дека може навреме да се стигне и јас се надевам дека и оваа година сите подружници, сите менаџери на подружниците сериозно ќе си ја сватат работата, како и минатата година, и на крајот на краиштата, како што кажав, нашата цел е да имаме задоволни водокорисници, дали тоа ќе биде земјоделците, дали ќе биде стопанственици, комуналните предпријатија. Нашата цел е да бидеме спомнувани во позитивен контекст, иако, како што кажав, за да обезбедиме таков имидж, сепак
Треба време. Ни треба уште малце време. Споменавте и пренос на механизација. Во едно ваше претходно интервју истакнавте дека еден од приоритетите на ова предпријатие е набавка на нова механизација. Како сега, после речиси година и пол, стоите на ова поле? Па, јас од првиот ден кога влегов во новото предпријатие, кое што практично го формирав јас и неколку луѓе околу мене, мојата цел и целта на тој тим беше да обезбедиме механизација. Тоа беше прв приоритет, главен приоритет, и тоа е се уште мој приоритет. Ние во соработка со владата на Република Македонија обезбедивме 3,5 милиони евра за обезбедување на механизација за чистење на каналите за наводнување, одводнување и одржување на речните корита. Отварањето на понудите, значи веќе сме во тек и имаме и тендер. Отварањето на понудите мислам дека беше на 3.3, значи после недела 2. И практично мислам дека веќе сме во напредна фаза и се надевам дека ќе дојдеме до таа толку посакувана механизација која што по мене е најбитниот дел за водостопанство. Без механизација не може да има водостопанство. На почетокот на годината имавте и доста огласи за вработување. Значи ли тоа дека да водостопанство се зајакнува и со кадар? Вака, сега ние во дирекцијата веќе горе-доле сме добри со кадар. Имавме јавен оглас за работен однос на определено време. Се обидуваме да се подобриме кадровски, можеби ни фали по еден-двајца луѓе, можеби во еден-два сектори, а што се однесува до тие кои што се на терен, до подружниците, мислам дека тука треба се уште да се зајакнеме. И во делот на сметководството, бидејќи мислам дека тука ни фали кадар, и тие кои што се на терен, еве сега ќе имаме огласи за сезонски работници. Дел од тие сезонски работници во иднина треба да бараме некаков начин да ги примиме кај нас, бидејќи тие се луѓето кои што се на терен и кои што добро се ја познаваат работата, меѓутоа за тоа да го направиме ќе треба најпрво ќе треба да се надмине оваа политичка криза, бидејќи знаете дека ние сега не можеме да носиме ни буџети, не можеме средствата да ги пренаменуваме. Немаме механизација, кога би имале механизација, би заштеделе во давање пари на фирмите кои што чистат за нас. Практично ние би чистеле и тие пари би ги задржале. Значи, за да го направиме тоа, треба да го зголемиме обемот на услугите, треба да имаме поголем прилив на приходи и да се тие пари да ги насочиме во финансирање на вработувањето, односно да обезбедиме плати и придонеси за евентуалните нови вработувања. Секако дека се уште кадровски треба да се екипираме, но ова е специфичен период, така што би оставиле да помине едно известно време да видиме како ќе се одвиваат работите. Споменавте дека големо влијание има ова политичка криза и врз работата на АД Водостопанство. Меѓутоа, она што би сакала исто така да го споменам, вие претходно бевте и пратеник во Собранието на Република Македонија, па неизбежна е оваа ситуација во која Република Македонија се наоѓа веќе извесен период. Кое е вашето мислење за ситуацијата во која се наоѓа земјата? Видите, ова е наистина сега сложена ситуација. Не треба да се биде некој политички аналитичар и да се биде долго време пратеник или да го констатирате тоа. Загрижуваат овие состави, мене не ме загрижува повеќе тоа дали ќе се формира бргу влада или не, да бидам искрен, и дали ВМРО да помине ќе оди во опозиција или СДСМ ќе оди во опозиција. Мене ме загрижуваат некои процеси во светот. Гледаме дека вчера Европскиот парламент донесе една антимакедонска, слободно ќе ја наречам без пардон, фашистичка одлука, каде што им се наложува националност на македонците во Албанија. Видовме и некои изјави на конгресмени кои сметат дека Македонија треба да се распадне. И кога ќе го поврземе сето тоа што се случува и сето тоа што го прави Заев
во државата е навистина многу загрижувачки. Гледаме дека состојбите не се баш ни на Косово, ни во Србија, ни не се како што треба. Европската унија, ако сака да опстане, ќе мора да ги остави луѓето да се... Лично мене ме погодува тоа што се донесе ваква резолуција, значи бараме права на одредени категории, така наречени права од трета генерација, не знам, права на хомосексуалци и така натаму, а овде правата од прва генерација, права на национално самоопределување се поништува. Така што и нашата политичка криза е во контекст на тоа. Сметате ли дека токму ова платформа на албанските партии, која може би еве и повеќе од 2 месеци после изборите се уште ја остави земјата без нова влада и не знаеме уште колку време тоа ќе трае, сметате ли дека токму ова албанска платформа е проблемот кој не држи во оваа неизвестност? Прво, ова платформа не е албанска, ова е платформа на Еди Рама. И апсолутно не е албанска. Ова платформа е во служба на тоа што претходно кажав, значи на разнебитување на Македонија. Албанците направија голема грешка што наседна ова платформа и сега се заложници на самите себе. Албанските партии во Македонија имаше една изјава на господинот Тачи која што мора да се анализира и мислам дека таа е вистинската албанска анализа која треба да се прави. Лично јас сметав дека албанците ќе бидат мудри и ќе се соединат со македонците и црногорците. Меѓутоа сега тие подлегна, влегува во таа клопка и си ствараат непријатели. Одлична дефиниција на Тачи кој кажа дека ова е руско-славјанска платформа и јас така ја анализирав, бидејќи во поширок контекст, кога би оделе работите надолу, значи во поширок контекст, мислам тука и на сите случувања околу Балканот, новата администрација во Америка, мислам дека голем губитник може да бидат албанците. Конечно во Америка, фала Богу, имаме еден нормален човек за председател, значи човек кој што гледа тоа што гледа секој нормален човек. Секој американец, секој обичен човек во секоја земја се плаши од терористички напади, се плаши од оние права од трета генерација кои што гледаме стануваат веќе и насилни кон останатите луѓе. Така што јас бев многу среќен кога се случи таа промена во Америка. Мисля дека светот ќе издише, меѓутоа се уште тој мафијашки конгломерат предводен од Џорџ Сорос се уште не се дава и мислам дека Еди Рама е исто така нели соработник на Сорос и мислам дека ова подметнување не е во корист на албанците. Особено Дуи тука си прекраши своите принципи. Тоа што го бараше победникот од македонците да прави влада со победникот од албанците, сега калкулира, се мисли... Добро, во последно се почести се шпекулациите дека и Дуи има внатрешна поделеност. Тој еден блок е за промени, да не ги има таа веќе утврдена практика победник со победник, туку веќе претендираат да одат во коалиција со СДСМ, меѓутоа се почести се и шпекулациите дека оваа неизвестност од страна на Дуи е заради калкулациите за локалните избори. Па добро, да, може така да се каже дека калкулират. Ова има врска со локалните избори, тука да не се лажеме, меѓутоа градоначалниците кои што се, како што велите вие, за промени на принципите, нека се кандидираат, ВМРО да излегува на тие избори во Тетово, не знам, во втор круг или уште во прв круг, и да не излегува, не верувам дека таму и албанците би гласале за некој од нив. Тие треба да се подразмислат. Мислам дека својата неспособност во работењето на тројцата градоначалници не треба да ја покриваат со ВМРО и да викат ВМРО е криво за ова, ВМРО е криво за она, или не знам сега, Груевски. Груевски е човекот кој што додека Теута Арифи си замина во Скопје да спие, тој прв влезе во Шипковица, која беа катастрофите. Тоа беше една катастрофа во Шипковица, имаше жртви.
имаше една катастрофална состојба, прв влезе Груевски, не те ута и таа да не мисли дека тоа го забораваат луѓето, да не се покриваат со Груевски, да не се покриваат со ВМРО, треба да се плашат од гласачите, бидејќи не македонците во вториот круг, не ако одат со СДСМ, па СДСМ ќе им ги даде гласовите, таквите калкулации нема да одат, и албанците и македонците мислам дека гласачите ќе одмерат, бидејќи друго се парламентарните избори, тука има некои државнички моменти кои што треба да ги согледуваат гласачите, меѓутоа овде се работи за личен контакт со граѓаните и за практично пружање на услуги на граѓаните. Мислам дека тука не треба да се покриваат со ВМРО ДПМН, туку да си погледнат кај себе. На самиот крај на нашиот разговор, кажете ми кое е вашето мислење, кој е излезот од оваа ситуација? Видете, мислам дека ќе го повторам и ставот на партијата, дека ние сме за брзи избори. Мислам дека секој човек кој што, иако нови избори имаме јасен победник, тоа е ВМРО со 51, пратеник СДСМ со 49, ДУИ и така натаму, да не ги повторуваме веќе добро познатите бројки. Мислам дека на македонската политичка сцена треба нови бројки. Тие бројки треба да ги дадат граѓаните на нови избори и тогаш да се види што мислат граѓаните за ова постизборно манипулирање, бидејќи платформата на Еди Рама, или како што ја нарекува Мендух Тачи, славјено руска платформа, не беше пред изборите потпишена, беше после изборите. Така што мислам дека манипулацијата и со албанските, и со македонските гласови, и од страна на одредени политички партии, и од страна на СДСМ, и од страна на некои надворешни фактори, ќе биде препознаена и граѓаните на нови избори ќе си покажат каде треба да се движи Македонија и мислам дека Зоран Заев токму заради тоа вика на никој да не му, како беше, да не си прави екскурзија на мозокот, така нели се изрази, дека ќе има нови избори. Тој доби бројка од соништата. Значи оваа бројка, овие бројки во собранието само не му одговараат за продолжување на политичка криза, за манипулација особено со албанските гласачи, но и со голем број на македонски гласачи. Така што за нас, како држава, лично сметам, но и партиски став е дека треба да одиме на брзи предвремени избори и со нови бројки, со појасен сооднос во собранието да продолжи државата напред и да се елиминираат сите оние негативни влијанија кои што доаѓаат и од Европскиот парламент, кои се случија вчера, и од некои конгресмени од Америка, и Македонија да тргне по вистинскиот пат. Господине Тренов, јас ке ви се заблагодарам за ова ваше гостување, за представувањето на Ада Водостопанство, но и секако за анализата на она што се случува на политички план во нашата земја, во исчекување на исходот од сето ова. Се надевам дека ќе имаме можности по завршувањето на цела оваа ситуација повторно да прокоментираме вакви актуелни теми. Јас сум прв пат во вашето студио и се чувствувам навистина пријатно. Се надевам нема да бидам и последен пат. Се надеваме на понатамошна соработка. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука завршуваме уште едно интервју на телевизија Мега. Ги слушнавте состојбите со Ада Водостопанство, каква е состојбата на каналската мрежа и речните корита, ја она што беше најударната и најактуелна тема која ги интересира секако жителите на Пелагонија по оние немили настани кои се случија во 2015-тата. Секако уште еднаш потврда дека ситуацијата е стабилна и моментално нема опасност од поплави во овој регион, но исто така со мојот гостин денеска имавме можност да прокоментираме за актуелната политичка ситуација во која се наоѓа Република Македонија и неговите мислења како поранешен пратеник кои излезат од оваа ситуација. Ви благодарам за вашето внимание.